Благодарам, председателе. Почитувани граѓани на Република Македонија. Четвртен договор, колективен договор. Влада и не представува некој посебен предизвик, бидејќи ниту има нови членови, односно повеќето се стари, ниту има честни, ниту има одговорни работни луѓе. Овде можеме да зборуваме и предизвик е да се зборува за овој предлог на влада единствено да се образложат штетните последици кои што Република Македонија ги има препено токму од ова мнозинство кое што сега во моментот ја предлага и новата влада. Мораме најпрво компаративно да видиме што тие ветиле и што исполниле во областите од кои што ги ветиле и исполниле, а што сега ветуваат. Ако ги разгледаме програмите во 2016 и програмата која што ја сега доставија за идната влада, не можеме да видиме ниту еден конкретен проект од кој што ќе произлезе нешто ново од она што досега го сработиле. Како на идните генерации ќе им ја образложиме и ќе им ја објасниме ситуацијата што се случувало во нашиот општествен поредок. Конкретно еве како јас или вие би им објасниле на нашите идни генерации што тоа значи траст судство. Очигледно ќе мораме да ги чуваме изјавите и стенограмите кои што постоеле, а во конкретниот случај една од тезите кои што ги застапувавме на конститутивната седница дека собранието е подчинето на извршната власт, сега можеме слободно да констатираме дека и судството е подчинето на целата извршна власт. Што сакам овде да кажам? Конкретно од предложеното, односно од владиното мнозинство во собранието, висок истекнат член од ДУИ, кој што важи за еден од луѓето кој што во правниот сектор во ДУИ високо котира и е градоначалник, тоа е господинот Беџети, пред одредено време лично изјави дека имал телефонски повици конкретно од премиерот. Цитирам: "Премиерот вршеше притисок врз мене да влијам на одредени членови на судскиот совет за смена на еден претседател на суд", се однесува за Врховниот суд. Почитувани сограѓани, кога имаме влијание од извршната власт да се смени претседател на Врховниот суд, како може понатаму да реагира еден прекршочен судија во Берово, во било кој друг основен суд? На тоа добива одговор, како што изјавува господинот Беџети, цитирам: "Јас му кажав дека тоа не можам да го сторам и му реков дека од мое лично искуство не е добро тој да се занимава со такви работи." Да, но очигледно не допрело до власта тогашна и актуелна која во иднина сака да ја води Република Македонија и продолжуваат сите овие препреки, препукувања, јавувања и влијание врз судството. Во 2016 година ветивте генерален реизбор на судиите. Од тоа нема ништо. И нема ни да има. Меѓутоа, единствена ви беше намерата дека со вакви изјави и вака поставени тези во програмата ќе извршите директно влијание, за што се согласувам. Дел од оние кои што подлегнаа го создадоа кацарска судството и рускоско обвинителството. Ги ставивте под своја капа за своји партиски и лични интереси. Формиравте Совет за реформи во правосудството, начело со премиерот Зоран Заев. Меѓутоа, многу набрзо ве оставија правните експерти кои што беа во ова тело, многу брзо ве оставија сами да се борите и целата одговорност за овие реформи да ја сносите токму вие, бидејќи тие лично ниту се согласуваа, ниту пак се најдоа во самото тело. Еден од оние кои што го застапуваа тоа беше професорот Калаџиев. Цитирам: "Некои важни иницијативи се одбиваат без аргументација, така што Советот го доживувам повеќе како декор на Министерството и владата
отколку како вистински совет за реформи. Продолжува. Имаме сериозни проблеми што уште де факто не сме ги детектирале. Зошто и како нашиот систем не е резистентен на политичките влијанија? Кои се тие канали кои кои се врши притисок врз судството и обвинителството, што доведува до селективност и политизираност? Почитувани сограѓани, влијанието кое што извршната власт го има токму врз судството, од највисоките до најниските судови по хиерархија, е токму нотирано во сите меѓународни извештаи од Европската Унија, па и сите меѓународни организации кои што се занимаваат со проучување и следење на оваа материја. Токму извештајот на Freedom House сме нотирани ни повеќе ни помалку како хибриден режим. Меѓутоа, многу позагрижувачки овде е токму тоа што кои елементи и кои аспекти ги скенираат меѓународните организации во Република Македонија и на што истите се осврнуваат. Загрижувачки е фактот, кој што цитирам од извештајот, гласачите, иако слободни во изборот, велат од Freedom House, се подложни на притисоци и закани од политичките партии, а се поголем проблем станува и купувањето на гласови. Трговијата со бело робија останува проблем. Клучни елементи на кои што се повикуваат. Правото на правично и фер судење е компрометирано од корупцијата и политизацијата на самото судство. Овие квалификации ниту се од опозицијата, ниту се од претениците кои што се денес овде или беа во претходниот состав. Ова се од релевантни меѓународни фактори. Меѓутоа, за возврат на тоа, ние овде денес пред нас имаме предлог кандидат за министер за правда, кој што во меѓувреме целиот овој период е советник во хибридниот режим на мандатарот. Откако настана тотален хаос и злоупотреба на судските процеси, законодавната и извршната власт се подчинети на извршната власт. До сегашните спроведени реформи во правосудниот систем има некаков ефект. Денес овде ќе гледавме сигурно почитуваната професорка Десковска. Меѓутоа, очигледно, хибридноста има друг партиски и стручен штаб. Предизвиците кои што престојат пред министерот, на кои што ќе треба да одговори во блиска иднина, односно, ќе мора лично да се заложи да преиспита до каде се ситуациите. Што се случува со вештачењето на телефоните во случајот Рекет, за кој што е обвинета скоро цела досегашна и актуелна власт? Што се случува со сите други процеси кои што застануваат, како случајот со Ден Дончев, со Дијамет? И сите да не ги набројуваме бидејќи се многу. Затоа во сите извештаи ќе бидеме така класифицирани. Впечаток ми остави еден дел од експозето на мандатарот, а секако и во програмата е вметнато. Најавувате формирање на тим за испорака на конкретни резултати, Delivery Unit. Конкретно, од овде можеме да заклучиме и да прашаме. Дали ова е директно признание дека досегашните институции потврдиле и не биле на нивото на кое што требало да бидат? Дали носители извршната власт, од министрите до сите други носители на во извршната власт, директори и слично, не си ја извршувале функцијата, па затоа неопходно е формирање на таков тим, кој што, внимавајте, е тим за испорака на конкретни резултати. И уште едно прашање. Дали ова значи дека овој тим ќе ја има судбината на Советот за реформи во правосудството од 2016-та, кој знаеме дека ниту профункционира, ниту даде конкретни резултати? И за крај, пошто и времето истече, можам да констатирам
дека актуелното мнозинство во Собранието на Република Македонија демократијата ја подразбира како анархија. Благодарам. Затоа нема да гласаме за овој предлог на влада. Благодарам.